Добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска ќе разговараме за петиот бран од теоријата на Елиот и хипербранот кој што е присутен на финансиските пазари. Па така, петата бранова фаза на раст на акциите е поттикната од надеж, додека пак петата бранова фаза кај суровините поттикната од страв. Имаме страв од инфлација, страв од суша, страв од војна. Па да видиме дали имаме моментално некаков страв на пазарот. Предходниот месец инфлацијата беше 2,3%. Во мај 2,4%. Имаме благ раст на инфлација и благ страв на пазарот. Имаме страв од суша, односно имаме вториот најтопол мај во светот досега, кој имплицира на сериозни закани од суша во следниот период. Дали пак имаме некоја војна во светот? Тука можеме да видиме дека имаме, тоа е војната во Украина, која што на сите добро ни е позната. Потоа имаме помеѓу Израел и Палестина, односно геноцид на палестинците кој што им се случува од страна на Израел. Потоа Сирија, која што е на средина и каде што биле оборени неколку дронови кои што биле израелски, и главната причина за падот во овие денови е се израелските напади кои што се случуваат во Иран и Иран пред неколку дена објави црвена застава на едно од џамиите во нивната држава, што значи дека тие сакаат одмазда за тоа што Израел веќе им го направи. Значи, надежта и стравот изгледаат различно на графиконите, што е една од причините зашто врвовите на пазарот на суровини често изгледа како дно на пазарот на акциите. Па така, моменталната ситуација на пазарот, биткоин е корелиран со S&P 500, што значи дека имаме bearish движење моментално, имавме формирање DSK low, пробивање и повторно немаме пробивање на претходниот all time high тука и имаме враќање на цената надоле, блиску до оваа тренд линија. S&P 500 исто така немавме нов all time high, имаме само движење, обично движење нагоре, кое што уште не го пробило. Исто така имаме bearish движење и на ова добро. Додека пак го погледнеме златото, имаме пробивање на тренд линијата, ретест и класично пробивање нагоре. Тоа е тоа што моментално ви го кажа во врска со суровините и акциите. А сега да се вратиме на хипербранот, што мислам дека моментално е присутен во биткоин чартот. Имаме неколку фази кои што сега ќе ги објасниме, а тоа се: имаме бавно странично или стабилно движење на цената. Тоа можеме да го видиме тука. Значи, имаме бавно движење, странично движење на цената, голем број на ликвидации, некаков опсек на цената. Тоа е првата фаза. Потоа имаме втора фаза, прв посилен раст, односно голем раст, каде што имаме голем број на инвеститори кои што влегуваат на пазарот. Корекција и краткотрајно паѓање. Имаме корекција, ова не беше баш краткотрајно, но беше долго и мачно паѓање. Потоа имаме фаза 4,
нагло и експлозивно зголемување. Тоа го видовме во претходните месеци, нагло и брзо движење. Моментално можеби се наоѓаме во фазата 5, односно каде што би имале брз и силен пад, кој што падот кој што би се одвивал до некаде опсег од 84 до 93.000 и потоа има фаза временски отскок, односно голем скок, не мора значи дека ќе биде толку голем, но би имале повторно некој малку поголем раст. Тука веќе имаме повторно надеж, бидејќи имаме одбивање од тренд линијата и тука многу инвеститори повторно ќе дојдат, но тоа имплицира со враќање на цената до почетното ниво, така што цената паѓа назад таму каде што започнала или уште пониско. Тоа не значи дека би се остварило во следниот bear market, но секогаш останува една од можностите и тоа да се случи. Имаме еден интересен чарт кој што ни кажува какви се летата после халвинг годината. Имаме голем раст, лето после халвинг, лето после халвинг, лето после халвинг и останува да видиме какво ќе биде ова лето после халвингот од претходната година, доколку пак другите лета се досадни, можеме да ги видиме тука, се повеќе странично движење. Конкретно за биткоин, се додека не го пробиеме овој day-cycle low, воопшто не ми е битно што ќе се случува во овој опсек. Можеби би чекале до следниот day-cycle low, доколку не го пробиеме овој. Например, да измериме само, имаме околу 50, тоа би било во јули некаде, на 29 јули, 30 јули, доколку не би имале пробивање, може да, доколку пак би имале пробивање, би очекувале можеби нешто вака, пробивање на ова, и продолжување на цената нагоре. Но сето тоа останува само предпоставка која што би можело да се оствари. Да го погледаме малку чартот и на Ethereum. Доколку би имале пад на биткоин, би очекувале пад и на Ethereum, можеби до $2200 некаде. Се уште исто така важи за него, додека не го пробиеме претходниот day-cycle low, може само да идеме на страна, но тоа движење нас не ни е битно. Толку од мене за ово видео, се гледаме, поздрав, чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my